Да, се враќаме во студиото. Главна тема ни е корупцијата и проблемите околу неа, проблем кој ја разјадува државата, како што кажавме констатирано од сите релевантни меѓународни извештаи, мислам дека го констатираат и тоа граѓаните секојдневно на својата кожа, кој значи можеби разбира, кој не од што му потекнуваат проблемите, но тоа е сепак извор на сите оние девијации. Како да се реши проблемот, еве да речеме со Државната комисија за спречување со корупцијата, орган кој е наметнат како дел од реформите кои треба да донесат квалитет во борбата против корупцијата, но еве мислам дека слободно можеме да констатираме дека начинот, модалитетот на функционирање на комисијата е промашен и дека не функционира. Државната комисија за спречување на корупцијата велите е дел од реформите. Не, таа е дел од барањето на Обединетите нации кои донесоа една конвенција за борба против корупцијата. И таму во членот 5 е предвидено и препорачано е секоја држава да оформи собствени капацитети кои ќе работат на превенција на корупцијата преку креирање на разноразни програми кои ќе бидат обврзувачки за сите институции, дека таа комисија треба да биде независна, формирана од луѓе професионалци со независен буџет, со доволно технички персонал кои ќе можат да ги остварат сите тие функции. Значи, потребата од една таква комисија произлегува од токму од Конвенцијата на Обединетите нации кои предвидуваат ваква форма, ваков облик на превенирање на корупцијата. Меѓутоа, различни земји имаат различни искуства. Во Литванија Комисијата за спречување на корупцијата има и оперативни капацитети кои спроведуваат истраги, имаат и полициски овластувања, така што да не ви изненади ако еден ден на врата ви чукни представник од Државната комисија и побара да ги пружите раците, да ви стават лисиците на раце. Значи има различни модалитети. Кај нас проблемот е во тоа што партиите се многу заинтересирани да ги контролираат овие независни тела. Па така и членството во комисиите, во комисијата конкретно, оди по партиска согласност. Значи, воопшто да нема никаква дилема. Како и рече се скоро се друго во државата. Како се друго во државата. Па затоа комисијата за избори и именувања заседава и дефинира, ќе има 20 членови од ДУИ, еден од ДПА, другите ќе бидат од ВМРО и од СДСМ. И по партиска линија ќе креираме ние комисија која ќе треба да се бори или да превенира корупција. Не. Да не се лажи. Комисијата мора да биде креирана од професионалци. Луѓе што си ја знаат работата. Луѓе кои цел живот посветено работеле, имаат сериозно искуство, сериозно знаење, за да можат да креираат и превентивни програми, но за да можат и да го следат текот на парите. Затоа што ако тргнете по текот на парите, вие доаѓате до вистинските одговори и доаѓате до изворот на корупција. Добро, има ли еве конкретно за комисијата, има ли некакви решенија, има ли некакви модалитети, еве конкретно како би се направило тоа? Како би се назначиле независни експерти, кој би ги назначил? Кој би решил дека се независни, по кои критериуми? За овој проблем говореше и господинот Јонос. Именно. Ние се уште ја немаме одвоено извршната од законодавната и од судската власт. Тоа треба да биде првиот чекор. Тоа треба да биде првиот чекор. Имаме триумвират на нонсенси. Токму така. Имате вие некаква информација дека некогаш некаков предлог што владата го дала, па собранието не го изгласало? Такво нешто не се случило. Барем не во овој период дека јас памтам.
Значи, извршната власт диктира, законодавната без проблем, без поговор, крева рака, поминуваат законите, судската власт ужива, мощне комотно се однесуваат истражните органи, јавното обвинителство, особено. И како сакате да се дефинираат тие критериуми? Значи, најнапред треба да се разграничи извршна, законодавна, судска власт. Тоа е првото. Второ, собранието ја именува таа комисија. Собранието, кога распишува оглас, треба многу јасно да ги дефинира критериумите кои треба да ги исполнуваат кандидатите, дури да побара и програма од нив. И јас тоа сметам дека треба да биде пракса да се разговара со тие луѓе, да ја елаборираат собствената програма, па дури потоа да се изберат најквалитетните од нив. И не само за Државната комисија за спречување на корупцијата. Тоа истото го мислам и за институциите. Само еден пример ќе ви кажам. Сојузната покрајина Бранденбург. Говорам за нивната полиција сега. Има направено едно истражување и има ангажирано при тоа австријска аутсорсинг компанија за тоа кои позиции во полицијата се изложени директно под политичко влијание. Излегуваат дека 7 позиции во полицијата се изложени на директни политички влијанија. Во закон е внесено дека во случај на промена на владеачката гарнитура, во полицијата можат да бидат променети само овие 7 позиции во полицијата. Но внимавајте, тука не е директорот на Бирото за јавна безбедност. Тој не може да биде сменет? Не може да биде сменет. Затоа што се избира на јавен конкурс, со програма за работа, и неговиот мандат е подолг од мандатот на министерот. Тој е првиот полицаец. И тој е професионалец. Кај нас, директор на Биро за јавна безбедност, па ако не помини низ партиската кадровска комисија, никогаш нема шанса да го постават на тоа место. Они нека се крстат и нека кажуваат дека е професионалец, дека е ваков и онаков. Нема шанс. Најтрагичното е у тоа што 100% се слагам со него, а нешто у мене ме тера да се смеам. Значи, тоа е идеално. И тоа е факт. И се што кажавте, држи од збор до збор. Каде, господине Зафировски? Каде? У земји Новерленд, земји не доđи и викаат. Пазите една работа. Ние, од осамостојувањето до денеска, во своето колнење дека одиме кон Европа и тоа со брзи чекори, тоа е паролата на секоја нова власт, дека да не беа они, готово, пропаднавме. Значи, невидени фондови влегува во Македонија, невидени помоши, невидени донации, ненормален број на NGO-а кои се бавеа со будење на свест, со работа на терен, со едукација, за да сето ова што ние го зборуваме овдека биде имплементирано и подигне нивото, го подигне нивото на размислување, го поттикне размислувањето во кој правец квалитетно да се движиме за да сето ова функционира. Ние парите ги зедовме, кој ќари, кој не ќари. Во неколку турнуса доаѓате на власт, иде други на власт, почнавме да се навикнуваме на системот врана врани очи не вади. Никој нема чист задник. Да бидеме начисто, простете за зборов што го употребив. Никој. Арно ама, кој е тој никој? Ајде стани и кажи, треба да имаш доказ. И затоа често пати доаѓаме во ситуација да сите ние знаеме се, а никој нема три чисти да стане да каже его. Затоа што треба да го докажеш. И тука доаѓаме на правна форма што вие велите. Аутогол. Стануваш со најчиста совест, ја покажуваш комплетната проблематика во својата најгола форма и таа најгола форма ја презентираш пред од орган до народ и на крај испаѓаш будала. Вели, па каде бе? Го фати, кај е доказот?
нема доказ. Бесите го него. И на крај спаѓаш ти виновен. И се враќам на една синтагма која често пати милувам да ја кажам. Не постои по-безобразна работа во Македонија. По-безобразно неисплатлива, некомерцијална и потешка од онаа да бидеш реален. Реалноста, реалити Македонија. И сето тоа што ние се тежнееме да го правиме, се два различни космоса. Она што сакам да го кажем невовидна реклама, честен збор, сепак сметам дека на ова власт треба да и се даде малку шанса да бидеме потрпеливи. Не за тоа што јас го подржувам до ниво на сметам дека се они светци. Не постои светец во политика. Во политиката треба да знаеш дека треба да лажеш, да манипулираш со информации. Тоа не е едукација, се извинам. Не едуцирам никого, не го кажувам. Јас зборам вистината и тоа е мојот најголем грев. Луѓе, треба да знаеш да манипулираш со информации, треба комбинаториката на нештата да ја погодиш по систем на дај му на народот да го чуе тоа што сака да го чуе и така ќе владееш, се дека ти верува. Ако не ти верува, ќе го подмачкаш малку со некои ситни бенефици, пошто ние ефтин народ сме. Преска реков. Ние имаме луѓе од извршната власт кои може да ја купи со 3 пива у кафана. Тоа е држава? Све сам ти рекол. Дефинитивно треба да се даде шанса и шансата има. А ако не су во пробарам веднаш демант. Шансата има. Епа, ајде да Тие ја се на подржиме. потек. А болje да биде, да се вратиме на Кочо Андјушев. Затоа Повише сакам Кочо Андјушев да ми биде во овој момент таму каде што е, отколку да ми биде неписмен чобан кој што дошол и кој што не знае колку се 2 и 2. Сакам да ве прашам, само ова, затоа и коментираме, затоа ги кажувам и овие светли примери, како примери кои треба да се следат, а не да одиме упорно со глава преку зид. ако зборуваме за можни решенија, за системски решенија, но и за кадровски решенија, една од клучните позиции, и самиот спомнавте, ако се зборува за борба против корупцијата, тоа е јавниот обвинител. Значи, и со измените на законот за кривична постапка за јавно обвинителство, таа позиција доби доста високи, значи, надлежности, но според се она што се случуваше, можеме да кажеме дека можеби не еве пресвртен момент, но историски момент се почетокот на објавувањето на така наречените бомби на тогашната опозиција, сегашна власт, кога сето она за што во Македонија со децении се збореше, значи се слушна неверојатно експлицитни работи, значи ги слушнавме за прв пат со своји уши нешто за што само се зборувало. И Вук поел магарца на крај, така? И ништо од тоа не видовме. Значи, од досегашниот јавен обвинител Зврлевски, тој е веќе разрешен, го чекаме новиот. Мислите ли дека можеби вистинска борба против корупцијата би можела да почне некако со назначување на вистински човек на таа позиција, со навистина независен човек, значи со тоа што тој теоретски и законски може да го направи, значи еден ден да почука на вратата на актуелниот премиер, на актуелниот председател, да влезе и да каже, слушајте, јас отворив против вас постапка. Дефинитивно сметам дека тоа е нужно да се направи ако сака Република Македонија да се најде во друштвото на европските земји. А граѓаните на Република Македонија да се најдат во друштво на европските народи. Ова сериозно го велам и сериозно го мислам. Најголемиот пропуст, според мене, на претходниот републички јавен обвинител господин Зврлевски е тоа што не успеа да ги формира 11 истражни центри во Република Македонија, кои требаше да бидат алатка во рацете на обвинителството. Имено, Законот за кривична постапка предвидува во Република Македонија да се формираат 11 истражни центри со правосудна полиција. Тоа не е ништо друго, туку ставање на полициски службеници на располагање на јавниот обвинител, ставање на цариници, на луѓе од извршната власт, кои ќе бидат под директна ингеренција на јавниот обвинител. И наместо сегашните преписки што
се одвиваат помеѓу јавното обвинителство и полицијата, па полицијата ќе го добие писмото од јавниот обвинител додека стигне до оној што треба да ги изврши проверките и тоа назад да се врати, треба многу време. Вака, јавниот обвинител ќе имаше алатка во своите раце и сите случаи ќе добиеја во темпо. Ќе имавме многу поефикасно обвинителство, сите предмети многу побрзо ќе беа решавани и мислам дека тоа е неговиот најголем греф. Пак ќе се вратам околу обвинителите. Обвинителите сега ја водат и истрагата и покренуваат обвинителен акт. Тие дури можат во договор со обвинетата странка и да договорат санкција која ќе биде на кривичниот совет само потврдена. Значи, имаат сериозна и огромна моќ. До сега имам впечаток дека се форсираше работата на судовите. И многу сметка се поведе за условите во кои работат судовите. Но јавното обвинителство беше како дете сираче. Нити се инвестираше во обвинителството, нити пак нешто посебно се превземаше да се подобрат условите за нивната работа. А се работи за клучна институција. А се работи ако за зборуваме. клучна институција која ја спроведува истрагата. Мислам дека дефинитивно јавното обвинителство и јавните обвинители мора да се размрдаат, мора да се анимираат. Мора да земат да си работат својата работа. Но тоа ќе можат да го прават само согласно новиот закон за кривичната постапка, доколку сериозно се поработи на формирање на тие истражни 11 центри во Република Македонија и полицијата да стани алатка во рацете на обвинителството, а не обратно. Она што полицијата ќе го сервира, јавниот обвинител ќе го прифати или нема да го прифати. Вие можете да завршите, само да ви кажам, ми реагира да држите, имаме околу уште една минута. Кратко и јасно. Да. Значи, било кој да биде на местото на Зврдевски, треба прво да расчисти со собствениот кодекс на честност, Интегритетот. интегритет. Дефинитивно. Имаше, што сакам да кажам, нов било кој модел на јавен извршител кој ќе седне на таа фотелја, ако не почне од собствените, нема никој да му верува. Затоа што лопов не може само комшијата да биде. И тука се нешто се дајте луѓе од корен чисти. Тоа е републички државен јавен обвинител. Ни по баби, ни по стричеви има. Тоа ќе биде првиот чекор за враќање на довербата на народот во институцијата. А после консеквентно ќе си дојде и судството, ќе си дојде и тоа и тоа. Треба време. Јас на оваа власт и верувам дека со време ќе постигне некаков успех. Секако не сама, затоа што ни опозицијата во овој момент не значи дека е трула 100%. Ако треба да екстрахираме 10 до 20%, политички ќе ги екстрахираме, но таму има уште 80% исто способни луѓе, паметни луѓе, вредни и стручни луѓе. Само заедно, што би рекле, е pluribus unum, можеме оваа држава напред да ја водиме. И сметам дека треба да биме трпеливи. А апропо моделот на новиот човек кој што треба да го замени Зврдевски, кодексот. За да завршиме, може би симпатично ова емисија, ова не е шоу, ова е дискусија, меѓутоа, како пример да го наведам. Имаше еден филм, се викаше Вукса проклетија, со Љуба Тадич, ако сте го гледале, во бивша Југославија. Знаете ли што направи? Се работи за еден модел на албанец од Руговската клисура и кодексот на човечност, праведност, го убива собствениот син. Затоа што зборот е збор, честа е чест. А не имаме се, ниту збор, ниту чест. Ние сме во услови какви што сме, Бог да не чува и голман да не брани. Толку. Господин Јонус, сега со ова ќе ја завршиме емисијата. Господин Замфировски, ви благодарам и на вас.
Вие- за поканата. Почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Се разбира, останете со нашата програма. Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува